Од денеска стапија во сила новите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот во област Атика, поширокиот регион на Атина, што ќе важат во следните 14 дена, а се однесуваат на бројот на лица на јавни и приватни собири, како и на промени во начинот на работата на вработените во приватниот и државниот сектор. Поконкретно, како што во петокот соопшти заменик министерот за цивилна заштита на Грција, од денеска до 4 октомври дозволено е собирање на најмногу 9 лица на отворено и затворено. На свадбите, крштенките и погребите не смее да има над 20 лица. Се откажуваат сите концерти и кинопроекции во затворени сали, додека пак за 40% од вработените во приватниот и јавниот сектор, онаму каде што е изводливо, задолжително е работењето на далечина. На територијата на иранската провинција Техеран е регистриран третиот бран од болеста COVID-19, која се пренесува од инфекција со коронавирус, изјави шефот на иранскиот кризен штаб, повикувајќи ги властите повторно да ги воведат рестриктивните мерки. Во писмо до министерот за здравство побаравме повторно воведување на ограничувањата заради борбата со вирусот. Ова особено се однесува на работата од дома, рече Зали Принесатас. Тој забележува дека е поминато многу малку време меѓу вториот и третиот бран. Во Иран во последните денови повторно дојде до зголемување на бројот на нови случаи на коронавирусот, особено што во последните 3 дана дневниот број на новоинфицирани 2 пати надмина 3000. На 15 јули Иран и официјално соопшти дека почнат вториот бран од коронавирусот. Премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн денеска ги укина сите антиепидемиски мерки што беа во сила во земјата поради COVID-19, со исклучок на градот Оукланд, кој е жариште на вториот бран на епидемијата, каде беа укинати само неколку ограничувања. Денеска во Нов Зеланд не се евидентирани нови случаи на зараза, така што вкупниот број на потврдени случаи со COVID-19 е 1464, а бројот на смртни случаи од болеста е 25. Пред неколку месеци се чинеше дека во Нов Зеланд е запрена локалната трансмисија на COVID-19, но вирусот повторно се појави во Оукланд во август, па властите мораа повторно да воведат карантин во тој град. Нов Зеланд има 5 милиони жители, а во Оукланд, најголемиот град во земјата, од денеска ќе бидат можни собири во групи до 100 луѓе.